Почнаа преговорите за состав на новиот владин кабинет, за поделбата на министерствата, можните персонални решенија и приоритетите за ЕФ Бихачка прво се сретна со Али Ахмети. Од СДСМ велат дека за нив е небитна ресурската распределба во идната влада. Портпаролот на партијата Шилегов изјави дека прво ќе работеле на менување на перцепцијата и на принципите за функционирање на идната влада, а потоа ќе станело збор за конкретни имиња што ќе ги водат владините ресори. Во тек се процесите и договорите и разговорите за формирање на владата, откако ќе завршат, подоцна ќе можеме да разговараме за бројот на министрите, за ресорите, кои политички партии, кои ресори ги добиваат, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за граѓаните на Македонија. Многу е битно новата влада да функционира на сосема поинаков начин, систем и принципи од досегашното. По средбата преку партиски соопштенија, СДСМ и ДУИ информираа дека теми на средбата биле принципите на соработка, реформската влада и ЕУ и НАТО интеграциите. Ахмети пак во интервју за тетовската ТВ Арт деновиве рече дека еден од првите приоритети на новата влада ќе биде уредувањето на албанскиот јазик како втор официјален. Статуси и џунгës shqipe do të rregullohet me ligj ashtu siç e kërkon edhe vetë marrëveshja e Ohrit dhe Republika dhe Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve, gjithashtu është gjuhë zyrtare. Неизвестно е дали Беса ќе учествува во новата влада со свој представник. Само еден ден по добивањето на мандатот заев тропна на вратата на Касами, но како што велат 20 лидери, тоа било само почет на средба и најавуваат уште една. Се очекува и средба со представниците на Алијансата за албанците. Иако од СДСМ тврдат дека не се зборува за конкретни лица, во јавноста веќе се вртат имиња. Името на министерот од пржинската влада Оливер Спасовски повторно се споменува како можно решение за МВР. Како потенцијален министер за надворешни работи се посочува екс-амбасадорот Никола Димитров, но и актуелната градоначалничка на Тетово Теута Арифи. Доколку Димитров седне во фотелјата во МНР, Арифи најверојатно ќе оди во евроинтеграции. Шеќеринска неофицијално ќе раководи со Министерството за одбрана. Министерството за здравство можно е да припадне на кадар од Алијансата за албанците. Во јавноста се зборува и дека Тевдовски влегува во Министерскиот кабинет во финанси, Јован Деспотовски во транспорт и врски или информатичко општество, Мила Царовска во труд и социјала, Љупчо Николовски во Министерството за земјоделство. Фокус пак објавува, повикувајќи се на високи партиски извори, дека Заев размислува во новата влада да го вклучи екс-разузнавачот Верушевски како прв човек на некој од безбедносните ресори или сектори. За позицијата вице-премиер за спроведување на Охридскиот рамковен договор се споменува Изет Меджити. Мандатарот има рок до 6 јуни да ги заврши преговорите и до собранието да достави предлог за состав на владата и програма.